Во здравството од сега ќе се вработуваат само најдобрите кандидати според бодовите од конкурсот. Со измените на Законот за здравствена заштита, директорите на здравствените домови и болници повеќе нема да можат самостојно да одлучуваат кој ќе добие работа доколку не е прво рангиран на листата. Предлогот дојде од левица, а доби поддршка и од владеачкото мнозинство. Со новите правила директорите ќе мора задолжително да го изберат кандидатот кој освоил најмногу бодови. Ова дискреционо право се покажа како погубно, затоа што во голем дел минатото беше и предмет и на критика во медиумите дека не се вработуваат најдобро рангираните кандидати од медицинскиот кадар, туку се вработуваат пониски рангирани кандидати. Со тоа се доведува во прашање и квалитетот на здравствениот систем, како систем каде квалитетот и интегритетот на кадарот мора да биде највисока вредност. Од власта вела дека со измените ќе се намали можноста за партиски влијанија при вработувањата. Сепак посочуваат дека останува отворено прашањето што ако двајца или повеќе кандидати имаат изброј бодови. Доколку има повеќе од тројца кандидати кои ги исполнуваат условите, спроведува интервју и донесува одлука за избор на кандидат. Сега тука ме интересира, менаџерскиот тим врз основа на кои критериуми ќе го врши изборот на кандидатите. Иако гласа заеднички собраниската дебата не помина без политички препукувања, чија е заслугата за законското решение. Но некако ми пречи триумфализмот, бидејќи од 6 пратеника реално тројца дали гласавте или воопшто сте присутни во сала и не можете вие да се фалите дека носите промени. Нема потреба, колешке Дафина, да сте зајадливи на оваа седница и сега ќе ви кажам и зошто. Без гласовите на левица, например, немаше да се донесе и Safe City. Измените се дел од договорите постигнати на лидерската средба, а од нив се очекува да донесат пофер и поконкурентен систем на вработување во здравствениот сектор. Катерина Нешкова, Сител телевизија.